бидејќи имам две клучни прашања. Професоре, како да ги заштитиме граѓаните од евентуални напади преку SMS пораки, мејлови и слично? Кои се чекорите што треба да ги преземеме? Користењето на сервисите што ги дава интернет го подобруваат животот на граѓаните, меѓутоа тие создаваат и обврска луѓето да се едуцираат и да ја држат свеста за безбедност на сајбер безбедност на повисоко ниво. Во последниот и во овој временски период актуелни се различни типови на напади. Еден од почестите напади кои што се случува тоа се ransomware напади. При ransomware нападот напаѓачот на некој начин навлегува во информациониот систем на жртвата, може да го мониторира тој информационен систем подолг временски период, не мора веднаш да го нападне, доколку се работи за компанија или за државна институција која што има покомплициран информационен систем, тој долго време на некој начин пристапува и го мониторира системот, ги открива архитектурата на мрежата, серверите, системите за бекап, односно заштита на податоци. И кога ќе го утврди како е изграден целиот информационен систем, тогаш може да нападне и да ги криптира податоците, и продуктивските податоци, и системите кај што се прави заштита на сите податоци. И потоа корисникот да остане без податоци, односно сите негови податоци да бидат криптирани и за тоа да биде побаран откуп во прилично голем износ, кој што најчесто се бара да биде платен со криптовалути, за да не може да биде следен текот на средствата кои што се уплатени и да не може да биде фатен напаѓачот. Тие, за да се заштитиме од такви напади, треба да внимаваме нашите информациони системи да не може напаѓач да навлезе во нив, да инсталира одреден софтвер преку кој што потоа ќе може да лечински да навлегува. Антивирусните програми треба да бидат апдейтирани. Оперативните системи треба да ги имаат најновите верзии на софтверот, да бидат ажурирани. Исто така со базите на податоци, со апликативниот софтвер. Треба да внимаваме какви имејл пораки доаѓаат и какви атачменти има во тие пораки. Корисниците, граѓаните треба да препознаваат лажни имејл пораки. Има имејл спуфинг, односно може да добиете имејл порака од имејл адреса која што е лажна имејл адреса. Мислите дека еден е изворот, тоест изворот, вистинскиот извор за таа имејл адреса не е исто тој што ја испратил пораката, иако се појавува истата имејл адреса. Тоа е можно и за SMS пораки, дури и за телефонски повици. Може да добиете телефонски повик што се вика call spoofing од одреден број што не е вистинскиот број. Значи може на не многу тежок начин да се симулира било кој број и тоа да биде сериозна опасност. Значи треба да луѓето, корисниците, граѓаните да препознаваат кога некој ќе им прати некаков атачмент. Дали тој атачмент во нив носи некаква извршна програма и ако го отвориме тој атачмент да го инсталираме тој малициозен софтвер. Например, атачментот може да биде да речеме ви ги праќам вашите податоци, тоа што го барате .pdf.exe. Значи после PDF екстензијата има уште една екстензија exe што значи executable. И доколку ние тоа го извршиме, ќе инсталираме некој малициозен софтвер. Или документот може да биде финансиски извештај .doc.msa. Тоа е инсталациона верзија на одредена програма, што може нешто да инсталира и понатаму да инсталира некој тројански конј и со тоа да се овозможи далечински пристап до нашиот компјутер, а и веќе значи е навлезено во нашата мрежа и напаѓачот може да мониторира и да следи се што има таму. Понатаму многу чести напади се фишинг нападите, ловење. Тука се користи некоја дека може некој сервис да ви биде исклучен доколку не направите нешто во рок од 24 часа, доколку не го направите тоа и тоа, не се јавите таму, не го отворите тој линк и така натаму. Во тоа ловење се користи социјален инженеринг, се користат психолошки елементи на заплашување, напаѓачот праќа некаков линк и ви вика доколку вие тоа не одговорите на ова или не го направите тоа и тоа, вашиот Facebook акаунт ќе биде затворен, Google акаунтот ќе биде затворен и така натаму. Кога ќе се кликне на тој линк, треба да се види во браузерот адресата, дека таа адреса воопшто што се отвара, воопшто не одговара за компанијата од која за која што бил пратен таа имејл адреса. Ќе се види дека тој URL, тој Uniform Resource Locator е сосема нешто друго. Тоа може да биде надополнето
на таков начин да речеме некој ви праќа доколку вие не го потврдите вашиот Facebook акаунт со кликање на овој линк, вашиот акаунт ќе биде затворен. И вие кога ќе кликнете на линкот, URL-ато е нешто друго. Меѓутоа кога ќе го отворите, може некој да симулира тамо да се појави иста форма како што е вистинскиот Facebook и да има юзернейм и пасворд и вие тамо ги внесувате юзернеймот и пасвордот, меѓутоа на лажна страница и напаѓачот ги добива вашите податоци за пристап до одреден сервис, независно дали е Facebook, дали е Instagram, дали е Google и така натаму. Понатаму чести напади се denial of service или distributed denial of service. Со таков напад беше нападнат 2020 година Државната изборна комисија на 15 јули, кога беа парламентарните избори, кога сајтот на Државната изборна комисија не беше достапен. Значи, ние кога зборуваме за информациона безбедност, информационата безбедност ја гледаме низ три параметри. Тоа е интегритет, доверливост и достапност. Доколку било кој од тие параметри е нарушен, можеме да кажеме дека имаме сајбер напад. Достапност, доколку е нарушена достапноста, тоа значи дека информациониот систем не е достапен за неговите корисници, он е оневозможен. И во тој Distributed Denial of Service што беше 2020 година, беше нарушена достапноста на Државната изборна комисија, односно нивниот информационен систем не беше достапен за корисниците. Тоа се прави така што огромен број на реквести, односно барања се бараат до серверите, тогаш не се напаѓаат податоците, не се криптираат, меѓутоа се испраќаат огромен број на барања до информациониот систем и тој не може да ги обслужи тие барања. И затоа паѓа и не е достапен за корисниците. Потоа, доверливоста е напад во која што е нападнат системот така што неовластени лица имаат пристап до податоците. Лица кои што немаат право, на некој начин навлегле и они имаат право на пристап до податоците и тоа понатаму може да биде искористено за индустријска шпионажа, преоземање на податоци, одредени уцени и така натаму. И можеби најопасно во нападите е доколку е нарушен интегритетот. Тоа значи дека некој неовластено навлегува во информациониот систем, меѓутоа и ги менува податоците. Информациониот систем е достапен, не се забележува дека некој го напаѓа, меѓутоа напаѓачот и ги менува податоците. Вие не знаете од кога почнал да менува, може да менува во базата некои податоци, тоа лесно не се забележува. Бекапите кога се прават и во нив влегуваат тие измени што неовластено се направени, така да тоа се едни од најопасните форми на напади. Во последно време нападите, особено е опасна примената на вештачка интелигенција при нападите. Да речеме, ние сега можеме со вештачка интелигенција, доколку во одредена просторија ставиме некој микрофон и кога корисникот куца на тастатурата, секој тастер дава различен звук. Вештачката интелигенција преку звукот може да одреди кој тастер бил притиснат. Значи, понатаму ние можеме да ја научиме некоја невронска мрежа да ги препознава тие звуци и точно ќе знаеме што се куца, односно што се внесува на тој компјутер. Тоа може да биде искористено за преземање на юзернейми, на пасворди, на документи што се употребуваат на тој компјутер и така натаму. DNS spoofing, caller ID, да речеме, тоа е особено опасно, затоа што вие може да симулирате дека се јавува некој од било кој број. Значи може да добиете повик од број што не е вистинскиот корисник на тој број. Тоа може да биде направено со voice over IP на прилично едноставен начин. И сега кога имаме сервиси кога што одвиваат преку телефони, да речеме, замислите, имате личен банкар на кој што може да му се јавите и да му кажете префрлете на таа и таа сметка толку и толку пари. И сега напаѓачот преку вештачка интелигенција го симулира вашиот глас, а од другата страна користи caller spoofing, може да го симулира и вашиот број, он да се јави и да му каже на банкарот да изврши одредена трансакција што не сте вие. SMS сведоци сме дека стигнуваат, особено од Македонска пошта, огромен број на SMS пораки дека вашата пратка е стигната. Онлайн трговијата е во значаен пораст. Многу пратки доаѓаат од македонски онлайн продавници, од кинески онлайн продавници, од Амазон, од амерички, од целиот свет и речиси секој човек очекува да му дојде некоја пратка. И сега му стигнува на телефонскиот број, вашата пратка е стигната, он го очекува веќе некаква пратка, кликнете на тој линк за да пополните некакви податоци од вашата банкарска картица и така натаму. Тука повторно
граѓаните, односно корисниците, те треба да обрнуваат внимание на таа веб адреса, на тоа URL, на тој униформен ресурс локатор. Ако очекувате, пошта нема да прати таква SMS порака, и сега SMS-от вика од пошта е пораката, а кога ќе го отворите и адресата, тоа нема никаква врска со pošta.com.mk. Едноставно мора да обрнувам внимание на тоа кај не носи одредена порака. Благодарам, професоре, за и доста корисни совети, меѓутоа доста корисни и предизвици со кои што се соочуваме и ние како држава, меѓутоа и сите граѓани со ова нов дигитален тренд. Да дополнам само едно нешто, тоа е околу заштита и бекап на податоци. Многу е битно за државните институции, за граѓаните и за компаниите. Нивните податоци да ги чуваат на офлайн бекапи, на нешто што не е поврзано на интернет и во истата мрежа. Граѓаните најчесто имаат некакви мултимедијални податоци, слики, видеа, родендени, прослави и така натаму. Тие да ги чуваат на неколку места и тоа да не биде поврзано на компјутерот кој што има на интернет. Институциите да имаат disaster recovery центри и офлайн бекапи на податоците, компаниите исто така. Благодарам, професоре. Министар, сега